500 евра минималец на кој синдикатот инсистира, буџетот не може да поднесе, тврди Лаза Јовески, професор на правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Меѓутоа, во овој момент буџетот, односно спремноста на владата да испорача таков вид на субвенција е неможен заради моменталната кондиција на буџетот. Доколку можеби би било во некоја друга прилика, во друго време, можеби веројатно тоа би било и прифатливо решение. Меѓутоа, во оваа ситуација, во 2025 година, ова е речиси невозможна мисија и тешко изводливо, и оттаму социјалните партнери имаат простор да ги доуредуваат потоа прашањата за плата, особено во бизнис секторот. Овој став ги оддалечува ставовите за висината на минималната плата и според Бизнис конфедерацијата само диалог може да донесе договор. Диалогот треба да биде заснован врз реални состојби. Ние точно знаеме кои се реалните состојби во економијата и особено ги представуваме микро, малите и самостојните вршители на дејност, во кои знаеме дека на целата територија на земјата дека немат исти услови за работа и немат исти услови за приходи. Де факто не можат да ги подигнат платите, бидејќи голем дел, повеќе од 20.000 луѓе, се само вработени кои треба сами на себе да си ја подигнат платата, а не знаат или не можат да направат поголем профит или промет за да може да го постигнат тоа ниво. Од друга страна, од синдикатот децидно остануваат на своите ставови и вчера се заканија со дури 3 протести доколку нивното барање за 500 евра минималец не се реализира. Од владата прифаќаат секакво решение кое синдикатите ќе го постигнат со работодавачите.